Мразам кога луѓето ме шалтерисуваат. Знаете што е шалтерисување? Непотребно препраќање од еден шалтер на друг, на трет, за на крајот да сватите дека тоа што го барате можеле да ви го обезбедат уште на првото место. Затоа и уредниците од Институтот за комуникацијски студии ја создадоа Само прашај. Таму вие поставувате точни прашања, а тие ги упатуваат на точните места. Оттаму и народната поговорка: кој бара рецепта за пита, не скита. Или не останува гладен. Или како беше? Се извинувам, едно прашање, да. Вака повеќе не треба да правите. Сега ќе си поставите прашање на Само прашај и готово. Кој што направи Славчо од Свети Николе со прашањето: колку треба да се плаќа работа за празник и работа за време на викенди? А тоа најдобро го знаат тука, во Државниот инспекторат за труд. Работникот кој работи на ден на празник предвиден со закон и на ден на неделен одмор има право на додаток на плата кој согласно колективниот договор изнесува зголемување за 50% на основната плата на работникот за поминати часови на работа. Фала ви, господине, а сега имаме уште едно многу често прашање. Како се исплаќа додаток за минат труд, поставено од Милка од Битола? Додатокот на плата за работен стаж изнесува 0,5% за секоја година работен стаж на основната плата на работникот. Из лабиринти од ходници, врати, шалтери, директно до вас. Ви донесовме вредни одговори на дел од вашите прашања за останатите. Сега веќе знаете каде да се обратите. До следната епизода поставувајте прашања на самопрашај.мк. Чао!